Сабота е редовниот термин кога се дружиме на фреквенцијата на телевизија Алфа во емисијата Фактор среќа поддржана од Државна лотарија. И верувам дека добар дел од вас со нетрпение го очекувавте почетокот на уште едно ново издание за да слушнете уште една убава, успешна и инспиративна приказна, која денес ќе ни ја раскаже човек од спортот. Тој е поранешен македонски фудбалски репрезентативец и човек кој што позади себе има импресивна фудбалска кариера. Сега кога веќе е пензиониран фудбалер, се уште е дел од светот на фудбалот, но како менаџер и ловец на нови млади таленти. Неговата приказна сигурно ќе инспирира многумина затоа што е пример дека талентот и челичната волја навистина може да направат да се остварат со ништата, па дури и да се надминат сопствените очекувања. Мој и денешен ваш гостин во Фактор среќа е фудбалерот Горан Попов. Горан, здраво и добре ни дојде во Фактор среќа. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе се поминеме одлично и ќе се направиме убав муабет. Не често имам гости од светот на спортот и многу се радувам што можеме да раскажеме една убава, успешна спортска, но и животна приказна, затоа што ваквите приказни навистина отвараат нови хоризонти и особено може да ги охрабрат младите луѓе да веруваат во себе и да знаат дека се е достижно, особено ако се има талент, но и ако вредно и трудолюбави се надградува тој талент. Имаш играно во најдобрата светска фудбалска лига, имаш живеено и настапувано во повеќе светски земји, но ајде да ја почнеме приказната од почеток. Од родната Сушица во Струмичко и од првите детски денови кога се заљуби и ти, како и многу останати од твојата генерација, во фудбалската топка. Токму така, Ирена, како што кажа, мојата фудбалска приказна почнува од моето родно село. Нормално, таму како дете почнав да играм фудбал со моите другари, каде што подоцна, ќе зборуваме и имаме време, каде што подоцна тоа се претвори во уште поголема љубов. Така да во моето село Сушица горд сум на тоа село. Зошто? Затоа што има многу таленти. Не е само и во спортот, како што сме јас и мојот брат Роберт, туку и пеачи, исто така има и бендови, глумци, да не ги набројувам. Така да не само моето село, него сите села во Струмичко и Струмица, тоа ти е луѓе со многу таленти и успешни луѓе. Но тоа значи дека сте и вредни луѓе, затоа што сите тие успешни примери се резултат на тоа што сте биле истрајни, што не сте се откажувале сите во своите бранши, на своите патешествија, кога ќе сте се соочеле со проблеми и со предизвици. Точно така, да. Значи вака, јас во моето село од прво до четврто оделение, школа имаше од прво до четврто оделение, ако ти кажам дека од своји 7 години памтам, во школото кај што учев, имаше сигурно преку 30-40 деца кои што секој дневно после нашите оврски, нормално во село што може се работи, тоа е земјоделие. После нашите оврски кои ќе ги завршиме ни даваа слободно од 7-8 навечер па до мрак, немаше рефлектори тогаш. Мрак навечер, темно е, не гледаш ништо, ти уште играш фудбал. Имаше многу деца, нажалост сега ги нема. Моментално, пример, во моето школа кај што учев јас од прво до четврто оделение, сега како што луѓето ми кажуваат има 8 до 10 деца во сите паралелки. Ние се собиравме секој дневно и секој дневно во тоа школа игравме фудбал. Боси, нормално, на почеток. После тоа, кога отидов во Ново село да учам, од 5 до 8 оделение, таму веќе почнав, како да кажам, малку повеќе, тоа не е професионално, ама нормално кога си со професор, учител, кој што одиш на физичко, имаме патронати во Ново село, школото Мано Штурновски, каде што се одржува еднаш годишно, но ти преку цела година не тренираш, него на физичко, кој сака игра фудбал, кој сака кошарка, кој сака одбојка.
Јас нормално дека секогаш трчев на тие патронати, на долги стази и затоа што имав капацитет и тоа све го направи моето село. Затоа што и многу работев со мојата фамилија, со мајка ми, татко ми и со цела наша фамилија, каде што во Ново село почнавме преку овие, како да кажам, часови кои што ги имавме, на крај кога ќе дојде тој патронат, имав учителка по македонски јазик, секогаш на татко ми кога ќе одат на родителска или на мајка ми, и кажува: мораш ова дете да го запишеш да игра фудбал во некој клуб, како што на пример во Струмица беше тогаш Беласица и сега уште е, нажалост во втора лига македонска. И така јас 5, 6, 7, 8 оделение бев еден од најдобрите фудбалери и на патронати, и на физичко. И овде веќе кога почнав да учам средно школа во Струмица, на 13,5 години, прв пат тренирав со екипа. Но веќе јас отидов таму, можам да кажам, капацитет не, но талентот кој што го имам во себе, јас таму почнав да го покажувам полека. И нормално после со добри тренери, дојдов до израз и ме видоа и проценија тренериве кои што ми беа тогаш и во Беласица, па потоа подоцна ќе збориме и во репрезентација, видоа која е моја позиција добра, каде што јас можам најмногу да успеам. Така почна мојата историја со фудбалот, понатаму почнав да градам кариера. Практично одеше по стапките на твојот брат Роберт, кој што е исто еден фудбалски бисер произлезен од Беласица. Точно така. Роберт исто, кога отиде во Струмица и тој, прва година средно школо, на 13 години, 13,5, татко ми тогаш каже: кога ќе одите во средно школо да учите во Струмица, тогаш веќе кога сте таму на школо, ќе одите да тренирате. Тој отиде прв. После тоа, Роберт е 2,5 години постар од мене. Тој е 82 година, јас сум 84. Татко ми каже: сега е брат ти, мене ќе ми биде голем терет, нормално, двајцава да ве пуштам одеднаш. После тоа, кога ти ќе отидеш прва година средно да учиш, ќе почнеш ти да тренираш. Додека тој тренираше, јас кога отидов веќе, Роберт на своји 17 години дебитираше за прва екипа на Беласица. Па после тој, кога отиде во Литекс Ловеч Бугарија, јас настапив со своји 17 години за прва екипа Беласица, сеньориве, и така почнеме да градиме кариера. Кариерата и на двајцата ви се одвиваше надвор од Македонија, што е нормално како еден развој на една успешна фудбалска кариера, да се почне дома, а потоа да се продолжи во останати клубови. Ти имаше можност да играш за повеќе различни екипи, да живееш и да работиш, како што спомнав на почетокот, во повеќе различни земји. Грција беше една од земјите каде што дојде до израз твојата кариера и твојот талент, се разбира Динамо Киев, кој што сите што го следат фудбалот, јас еве не сум толку упатена, но сите верни фудбалски фанови добро знаат значењето на Динамо Киев. Ја знаат мојата кариера не само во Македонија, исто и во Европа. Исто така и мојот брат. Во Полска, во Холандија. Јас секогаш што сум го кажал дека мојот брат беше 3 пати подобар талент од мене, тоа го знаат цела македонска јавност, затоа што Роберт беше 2000-2001 избран во Македонија за најдобар играч во македонско првенство. После тоа следнава година уште еднаш. И така тој се повреди овде во Македонија и повреден го купија Литекс Ловеч. Го купија и го пуштија на операција во Германија, каде што оперираше лигаменти, се врати после 7-8 месеци и беше капитен на Литекс Ловеч, играше 5 години таму. Па потоа подоцна од Литекс Ловеч го продадува во Оксер за €1.000.000, каде што, нажалост, уште една повреда имаше на другото колено, лигаменти. Инаку, да не должам, брат ми да не се повредеше овде во Македонија, исто така и во Оксер кога отиде, мислам дека ќе ме надминеше и мене. Може да доеше до премиер лига, тоа го знаат сите, а исто така не само да игра во клубот кај што јас играв, него можеше да игра во поголемите клубови во премиер лига, во првите 5 клубови во премиер лига, каде што е, знаеме, премиер лигата се игра најдобриот фудбал во светот. Јас,
кажав, во Беласица почнав, тренирав од 13,5 години, живеев кај тетка ми во Струмица. Еве имам прилика да ги поздравам, затоа што многу е голем придонес кога има кај кого да одиш и кај кого да живееш. Пред малку кажавте дека некои се откажуваат. Се откажуваат за тоа што е напорно е од село да доаѓаш од село па до главниот пат доле 2 километри, па од таму да одиш после да чекаш автобус или тогаш беа комбиња. Немаше таксиња, имаше таксиња овие маливе Тико, да се качиш во Тико, да те вози до Струмица беше 100 денари, ма 100 денари тогаш цел ден го поминуваш со тоа. Така да се откажува, јас почнав со 5 мои другари. Каде што во Струмица кога отидов додека патува, додека не бев уште во средно школо, почнав едно пола година пред да отидам средно школо, со тројца, четворица мои другари, па мислам дека да не грешам сега, после 3, 4 или 5 месеци се откажа сите. И останав сам. Отидовме заедно патувавме, пеш одевме надолу, после тоа аутостоп, што ќе наеш тоа, тие еден по еден почна да се откажуваат. Еден од тие е и сега во Легато бенд, кој што таму свири, тој исто од моето село другар, Ристо Попов. Еве, оваа прилика ја ги поздравувам и Легато бенд, затоа што пред некој време се видовме сега во моето родно село, кај што славевме Ѓурѓовден, наша слава. И тој беше исто со мене, но нажалост се откажа и секој си го фати својот пат. А јас продолжив, затоа што сум карактер како што сум, пргав сум, таков сум, лошо не правам на никого. Напротив, знам да запеам, да се развеселам. Кариерата како што течеше од Беласица, па подоцна отидов после во Грчка, па од Грчка отидов во Црвена звезда, во Полска на позајмица, од Полска се вратив пак во Грчка и тоа се вратив. Може да одам и до други клубови, но најмногу се вратив за тоа што сакав да го научим и јазикот. Зашто било кај да сум бил во мојата кариера, до ден денес, до пред 6-7 години кога завршив кариера, во сите клубови кај што сум бил, сум го научил и јазикот таму кај што настапувам. Така да се вратив во Грчка, после тоа, после 3 години од Грчка се продадов во Херенвен, Холандија. Од Холандија ме продадоа во Динамо Киев и од Динамо Киев во Вест Бромвич го постигнав врвот и се вратив на дното таму кај што бев. Не едно, него во Македонија, таму кај што сакав јас. Затворил кругот, 2014-та се врати во македонскиот фудбал, во дресот на Вардар и во следните 5 сезони играше во преку 50 првенствени надпревари, тоа знам. Токму така, да. Со 3 шампионски титули. Да, 90... Супер куп, мислам се сеќавам. 2014-та, 15-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та. 17-та, 18-та, да. 4,5 години настапував после тоа во Вардар. Се вратив овде затоа што, пак ќе кажам, мене уште од дете тоа ми било желба. Да одам во Премиер лига еден ден да заиграм. Фала Богу, имав повреди, да. Во цела кариера имав 3 повреди на моето десно колено кај што оперирав менискус. Но тоа беше све, менискус не е иста операција како што мојот брат ги имаше 2 повреди лигаменти и 2 менискуса. Лигаменти се опоравува играч по 8 месеци, а со менискус за 10 дена починеш да трчаш. Значи може да сметаме дека си имали среќа, дека и факторот среќа одиграл улога повредите да не бидат фатални, да не бидат од тој тип да те оневозможат да продолжиш и да играш, што би се рекло дека важно е во животот да се наредат коцките, односно да го следи човек среќата. Тоа што кажавте, факторот среќа е најбитно нешто. Нормално. Но пак ќе кажем јас, среќата ги служи добрите луѓе. Ако не си добар човек, ако не правиш добри работи, среќата нема ти дојде. Затоа, јас препорачувам на младите фудбалери во Македонија кои што играат, не е да брзаме ние само да излеземе негде надвор да одиме да играме фудбал, побргу да излеземе, ајде почнувам средно школо, пубертет, дали ќе си фати девојка, родителиве се плашат, тоа е домашна култура. Ако го научиш ти твоето дете како се понаша од мало, како што мене ме научиле да живеам со 1 евро, јас денес да се вратам пак во село, знам како е да живееш со 1 евро. Со 60 денари. 20 денари беше такси и плюс имаш за да каснеш нешто, така? Затоа кажувам, факторот среќа е многу битна работа, но среќата ги прати добрите луѓе.
И затоа треба секој да се помага, да правиш добри дела, ако сакаш среќа да се насмевне еден ден. А тоа ќе се случи кај секој човек кој што е добар, кој што прави добри дела, кој што се труди, играч, фудбалер, кој што се труди, кој што има талент, само талентот да го надоградува. А да го надоградува треба добри тренери. Едуцирани тренери кои што ќе одат да се едуцираат уште. Не некои што земале дипломи пред 10-15 години, па истиве тие тренинзи да ги правиме ние со години и децава да стегнираат, да остануваат овде во Македонија. Затоа треба секој играч да се труди, ако има талент, колку повеќе се труди, среќата еден ден ќе му се насмевне и мора да си постави своја цел. Кога ќе постави таа цел, сакам да играм во Грчка. Ќе оди во Грчка и ќе изигра. Кога ќе постигне таа цел, мора да постои нова цел. Така е цел живот. А у кариерава тоа ти е до 35, 38, еве 40 примери. Има фудбалери кои што играат до 40, кои што живеат професионално. Многу професионално, за да немаат повреди, мускуливе, да се добри, да се опоравуваат добро, да спијат редовно, да јадат редовно, здрава храна и тоа. Јас не бев тоа. Затоа играв до 34,5-35 години. Така да мора да си поставуваат цел, која ќе ја постигнат, одиме на нова цел. И секогаш така. Тоа ти е исто како татко ми кога викаше: додека не заиграш во прва екипа во Беласца, не те рачувам за фудбалер. Заиграв. Додека не излезеш надвор од Македонија, за мене не си фудбалер. И излегов. Додека не отидеш од АЕК во поголем клуб, не си за мене фудбалер. Отидов од Звезда. Од Звезда пак отидов таму, вика, тоа е еден од најголемите клубови, да. Моментално и тогаш Звезда, Партизан, тоа се клубови кои што се... Знам, сме ги гледале сите тие надпревари. Беласица, Работнички и од таму отидов после. Не е доволно тоа за мене. Играш добро, да, све окей. Еве отидов у Грчка, се вратив. Кога дојдов во Англија и кога дојде татко ми кај мене 2 месеци на гости, првите 2 месеци, кога ме избра 2 пати поред месец декември за најдобар играч на утакмици против Норвич и Весхем, ме избра и за месец декември за најдобар играч. И тогаш кога отидов дома, кога едно се встатува што ми ја дадоа и шампањско Player of the Month, однесов дома и ми каже: сега за мене си фудбалер. Прекрасно. Баш убаво што ете така скалило по скалило се градел тој успех и таа фудбалска кариера на која што нормално се радуваме сите, сакаме да имаме успешни луѓе, успешни македонци, потврдени и признаени нели во тие многу поразвиени земји, а бидејќи зборуваме за фактор среќа, Горан, ајде сега да изгребеме една урбан стил гребка од државна лотарија, не знам дали 3. Те следи среќа во игри на среќа. Па број 3, точно, твојот тимски број, твојот среќен број, да. Бројот на твојот дрес. Гребката ќе биде добитна единствено ако имаме 3 полиња со ист износ, парични добивки или екоскутер се крие под овие полиња, односно во овие урбан стил гребки. Добро, уште последниот ред ни остана, Горан, да видиме. Тука е урбан, 1 или 2 горе не гледам. Тука е двојче, урбан 1 и 1-1-2 и ПСК нема ништо. За жал не. За жал не добитно. Ништо повеќе среќа во останатите гребки што ќе ги добиеш и ти како и сите наши гости. Кажи ми, колку ти веруваш во среќата и имаш ли некои ритуали што ги правиш за да те следи среќа кога се случуваат некои настани што ти се тебе битни и значајни? Среќата ми значи многу. Зошто? Затоа што ритуали мои беа еден од тие пример. Почесто ги прават играчи кај што 3 пати ќе скокне пред да влезе на терен, ќе скокне со една нога 3 пати во терен. Тоа го прават повеќе од фудбалериве, но друг ритуал ми е каде што костобраниве кој што играм, од кога почнав во Холандија посериозен фудбал, веќе таму е многу посериозен фудбал од него во другите држави кај што бев. Костобраниве кој што ги имав,
Тие беа пластични, испод имаше некој сунгер, ги исеков, шиени беа одозгора, пластикава горе доле сунгерот, овие ги изрежав и со нив играв до крајот на мојата кариера. Со Од тие 2000 исти? истиве, да, и ги имам дома во Струмица, каде што ми се сите пехари, медали и тоа све. Тие истиве костобрани ги чувам уште во Струмица од 2008 година до ден денес. Се стојат кај мене. Така да тој ми е затоа што најдобриот фудбал, можам да кажам и најзрел фудбал кој што го играв во мојата кариера, со своји 23 години, тоа беше во Херенвен во Холандија. Тогаш веќе почнав да се надоградувам уште повеќе во поголеми класи како што е Холандија, па подоцна во Украина и после тоа во Премиер лига. Тие костобрани уште ги чувам. Друг ритуал кој што го имам, кога нешто не дај Боже, копачкиви костобрани секојаш со мене се во ранец. Не дај Боже ако нешто ситно заборавам, дали било хотел, дали било не знам каде на друго место, кога ќе влезам во автобус, пред да заминеме на утакмица, не се враќам никогаш да го земам. Оставам таму кај што е, да, за среќа го оставам таму и не се враќам повеќе. И пред да излезам на утакмица, кога сме во база, кога игра во Динамо Киев или овде во Вардар, или во хотели, кај што патувавме во карантини, кај што сме ден пред утакмица, следниот ден кога ќе заминеме за автобус да влеземе, си имав некоја своја молитва, кај што ја кажував, претходно кажав дека една работа од тие, таа молитва која што ја кажував јас нормално и молитва која што ја имаме, која што веруваме во Господ, си ја кажувам и незе нормално, али си ја ми своја каде што некои зборови кратки ќе кажам, дај Боже да успеам и да помагам на другите луѓе. Дали тоа било болни луѓе, бездомници или деца со посебни потреби, колку повеќе успеам, толку повеќе ќе помагам. Така излегував и одев на утакмица. Тоа е дел од тоа што си го кажував, истово си го памтам, некојаш може ќе си го напишам, ќе си го ставам на зид дома кај мене во куќа во Струмица. Горан, Англија, Холандија, Украина, Полска, Грција, во сите тие зими каде што играше, всушност ти имаше можност и да останеш и да живееш до крај на животот, а ти одлучи да си се вратиш дома. Се извинувам. Вака, значи, дете кое што е родено во село, тоа е исто као сега, еве, на татко ми му зборам пред 15 години, дојди во Струмица да живееш. На мајка ми зборам исто. Луѓе кои што се родени во село, си сакаат село. Јас сум роден во село, моето село 18 километри од Струмица. Кога сакам, тогаш ќе отидам. Играв и во Грчка, играв и во Холандија, и во Украина, и во Полска, и во Србија, и во Англија. Тој живот кој што го имаме ние овде, го нема на друго место. До ден денес патувам и со мојата работа, и со мојата фамилија, гледаме и знаеме како е во Европа. Тоа све е направено под конец, све е вака, све е културно, чисто, средено. Кај нас, нажалост, не е така, но навикнат сум овде и секогаш кога да имав ја слободно време, дали 2 дена, дали 5 дена, со душа чека да се вратам во Струмица. Тоа ми беше мене цел, да завршам кариера и да се вратам во Струмица. Но, кога завршив од Англија, се договоривме да дојдем овде во Вардар. Тогашниот председател, газда на Вардар Самсоненко, кога ми се јавија и кога ми кажа да дојдем во Вардар да подпишем на 3 години, па подоцна уште години и пол дена, кај што овие последни години и пол дена бев капитен. Прекрасно ми беше и овде, кога се вратив од Англија, 6 месеци пред да се вратам, мојата ќерка Најца ја запишавме, синот е помлад 2,5 години, Лука, ја запишаме во Англија Сент Џорџ Private School, во приватна школа Сент Џорџ се викаше. И за 6 месеци научи да збори англиски со бритиш акцент. Се вративме назад, не продолжив таму, не останав, можев да одам во чемпионшип да играм таму, можев да одам, имав понуди и од Шкотска, од други држави, но едноставно се вратив овде, седев месец дена. Тогаш ја изградивме и нашата куќа 2014, 6 јуни во Струмица. Прекрасно ми беше тие месец дена. Па се договорав после кај ќе одам, кај ќе останам, кај да продолжам. Поминаа 2 месеци,
и се одлучиме со мојата сопруга да останеме овде во Македонија, кога веќе добив таква понуда од Вардар. Дојдов во Скопје и останавме овде. Деца ги запишавме во приватно школо, американско школо, до ден денес учат таму, веќе 12 години во Нова, и останавме овде во Скопје ради нив. Точно, и мене ми се допаѓа овде, но секогаш ме влече Струмица, и кога сум Струмица, моите родители во моето село. Така да никогаш не би живел во друга држава, би можел да одам да седам 5 дена, 10 дена, како што патувам, одам кај брат ми на гости во Швајцарија, но не можем да живеем во друга држава, затоа што сум живеел, знам како е и овде сум навикнат од мал и секогаш сакал да се вратам во Македонија. Сега работиш како успешен менаџер во светот на фудбалот и колку е важно на време да се препознаат вистински таленти и да им се отворат вистинските врати. Како оди цел тој процес? Цел тој процес оди вака. Фудбалери кои што имаат по 13-14 години можеш да видиш нормално. Има деца кои што од 6-7 години играат многу добар фудбал. Ги гледаш. Гледаш неговиот талент како се движи, што прави. Но после тоа, пред малку како што кажав, доаѓаат влегуваат во пубертет. Не знаеш тоа дете што ќе му дое во глава. Не сум јас дома со родителиве да го обучам тоа дете и да направам од него магионичар или да биде Меси или Кристијано Роналдо. Но затоа домашно воспитување е најбитна работа. Децава кои што ќе наполнат 14-15 години, кај што овде, што викаме ние, копјето се ломи, треба овде ова дете да го видиш од 14-15 години, па после тоа веќе како ние што бевме на 16-17 години, веќе да имаат барем минутажа некоја мала во првите екипи во сеньориве кај нас во прва македонска лига. За да зборам за овие талентирани деца кои што се. Човек кој што знае не мора да значи дека јас, ако сум бил успешен фудбалер и сум играл премиер лига, ќе бидам, дека можам да бидам агент успешен и дека може да препознам некој дете. Има многу познати македонски фудбалери во Македонија кои што направиле топ кариери исто, но го немаат тој њук да препознаат. Не да се фалам јас дека јас имам деца кои што сум ги земал пример од 15-16 години, па се ги играат веќе на 17, веќе имаат дебитираат во прва македонска лига. Тие се готов производ кој што можеш ти. Затоа сите странски екипи бараат играчи 18, 19, 20 години за да можат после да го надоградат и да го продадат понатаму, да го продаеме заедно нормално. Така да мене ми беше желба тоа да го работам затоа што кога видов како мојот агент, мојот бивш агент, јас со него бев заедно 9 години, кога видов како тој работи и како заработува, авиони, патување, гледање играчи, си има своји скаути, како што јас имам своји луѓе кои што гледаат и јас гледам утакмици што играат моите играчи, па дури гледам и млади играчи по 15, 16, 17, за кога ќе пораснат веќе нормално. Првата генерација кои што веќе се 20 ќе бидат по 22, 3, мораш да имаш нови деца кои што ќе ги пласираш талентирани, но знам да препознам и тоа ми е некако ми беше желба уште од своји 22-3 години кога отидов во Холандија. Од тогаш јас со 23 години бев заедно со мојот агент па до крајот на мојата кариера. И видов како работи. Имам њук за тоа, знам да препознам млад играч, да го видам неговиот талент, но пак кажав, не гледам деца кои што се, може да видам случајно додам некоја утакмица, родител, пријател да ме викне кој дете во мој 9, 10, 11 години. Само му кажувам, дома, воспитување, рано е, остај го дете од атера. Добро воспитување дома, а понатаму, кој ќе дојде дете од 14, 15, 16 години, кој ќе се надогради веќе малку, на 18-19 веќе треба да има и фигура и да изгледа добро. И ако има талент, тоа дете, само не дај Боже да има повреди, ако има талент и ако е воспитано дома, и ако дете има своја цел, ако почитува авторитет, ќе успее и ќе направи кариера. Затоа пак кажувам, да сум сакал, сум можел да бидам и спортски директор. Да сум сакал, сум можел да бидам, да земам некој клуб од трета лига да го внесам у втора, па у прва. Не сакам со такви работи се замарам, затоа што, фала му на Господ, сум направил своето, направив убава кариера
и само Господ здравје да ни дава на мојата фамилија, на сите нас. Тоа е најбитно. Така е. И направивме убава емисија, јас би рекла. Верувам дека уживаа нашите гледачи, иако ова се само мал дел од сите тие доживувања ни своето фудбалско и животно патешествие. Ова е 3%. Ете. Ако седиме овде може да разговараме уште 10 дена. Верувам и сигурна сум дека е така, но се надевам дека ќе имаме и некоја следна прилика. Горан, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и пред камерата на телевизија Алфа, како едно мало внимание од Државна лотарија, дополнителни грепки и ти посакувам повеќе среќа. Ви благодарам, мислам вака дека недобитни. овие ќе бидат сите добитни. Ви благодарам и на вас на поканата и се надевам се гледаме во следна прилика. Уште еднаш ми беше задоволство, многу успех во агентската, менаџерската кариера и што повеќе млади таленти фудбалски од Македонија да си го најдат своето место во клубови каде што ќе бидат успешни, платени и признаени. Дај Боже, ви благодарам. Еве, со оваа спортска приказна, верувам дека денеска ви го исполнивме саботното попладне. Ви посакувам убав викенд и се разбира ве потсетувам дека и следната сабота ве очекуваме со ново издание на Фактор среќа на фреквенцијата на телевизија Алфа. Имајте убава вечер и среќата нека ви биде редовен и секојдневен сопатник.